Инклузија да, но не по секоја цена и не вака наметнато како што се прави. За жал, овој процес кај нас наместо од темелите започна да се гради од кровот, а сето тоа на штета на дел од овие деца. Ова е ставот на голем дел на експерти, наставници, образовни асистенти и на родители на деца со посебни образовни потреби. Наташа Јовеска од Прилеп е родител на дете со посебни образовни потреби. Воедно, таа е и образовен асистент, а по професија е одделенски наставник. Незиното дете учи во редовните паралелки во основното училиште Климент Охридски од овој град и таа е презадоволна од третманот кој што тоа го добива и од учениците и од наставниците. Но и сама вели дека инклузијата можеби треба да претрпи одредени реформи. Инклузија да. Еве на пример детето јас каде што сум образовен асистент седи 6 часа социјализирано е, насмеани се родителите. Ова е многу болна тема за родителите и приватно и професионално зборувам. Меѓутоа има дечиња кои што на пример навистина тоа можеби им е потешко, па затоа можеби ми требало и дел од наставата или цела настава да ја следат и во центрите за поддршка и во ресурсните центри. Треба да има да се разработи убаво нештото, значи инклузија да, меѓутоа да се запрашаме малку како треба да бидат работите, да не треба на пример дел од децата, дел од таа програма, дел од наставата или па целата настава да ја следат во тоа убаво да се разработи од тој што е стручен да го сработи нештото, да се разгледаат убаво работите, за да биде ако сакаме да успе нештото правилно да го насочиме нештото, а не само да речеме инклузија. И експертите и стручните лица велат дека нашите училишта пред се уште се соочуваат со архитектонски бариери. Децата не може да стигнат до одредени простории, кабинети или училници во самите училишта. Образовните асистенти, ако отстапуваат по било која причина од работа, нема кој да ги замени. Наставниот кадар не е доволно едуциран да работи со ваков вид на деца. Да се направи прво пристап до сите училишта, значи да имаме пристапни рампи, да направиме лифтови во училиштата, да се обезбедат дидактички материјали, да се направи обука на наставниот кадар и на стручната служба како тие материјали, односно какви тие асистивни дидактички материјали можат да ги искористат стратегии за работа. Значи наставниците да добијат упатства конкретно за кој тип на попреченост, кои стратегии би ги користеле во самата настава за да утре не се најдат затекнати во реализирање на воспитно-образовниот процес, да направиме една сензибилизација на соучениците, на нивните родители, дури тогаш, значи требаше да ги пуштиме децата во редовно образование и да очекуваме една позитивна слика. За жал, сликата на денешната инклузија од ставовите на самите наставници, од стручните служби, од родителите е многу негативна, бидејќи секој ден се сочуваат родителите со проблеми. Нема пристапна рампа, детето треба да го носи во раце, за да го однесе на училиште, детево нема пристап до физкултурна сала, значи на некој начин е дискриминирано. Или нема часовите по физичко ќе бидат организирани по распред прв и последен час за детево да не присуствува на настава од причини што ние како училишта сме недоволно опремени за да му дајме баш ефикасно и квалитетно образование на самите деца. И наставниците признаваат дека ниту сега не се целосно подготвени за работа со деца со посебни потреби. Инклузијата како процес од 2023 година беше задолжително спроведен во сите основни училишта, без при тоа да бидат соодветно консултирани конкретно реализаторите на наставата, односно најповиканите кои што треба на сцена да стапат со тие дечиња кои што реално едноставно беа донесени без соодветно да не консултираат нас. Значи, дека тука постојат безброј проблеми, факт е, тоа може да го слушнете од повеќе извори, може да го слушнете од родители, може да го слушнете од комплетно од целиот наставен кадар, еве конкретно можам да кажам за нашето училиште, бидејќи на вистина ние не бевме по ниеден основ подготвени за таа инклузија, особено не за целосна инклузија. Значи, целосна инклузија подразбира дека без разлика какви потешкоти има ученикот, дека тој мора да биде вклучен во редовниот наставен процес. Дали училиштето е материјално подготвено, дали училиштето има такви пристапни рампи, дали има соодветни сензорни соби кои што соодветно се потребни за да зависно од потребата на детето да се справиме со некои одредени ситуации и проблеми, значи ние како наставници не бевме воопшто консултирани. Од друга страна, ние како наставници воопшто не бевме едуцирани како со тие деца да работиме. Значи, можам да ви кажам дека јас во моето искуство сум имала, да речам, такво искуство едноставно со ученик и навистина беше многу тешко за сите. Беше тешко и за родителите, и за мене како наставник, и за
ученикот конкретно. Дали сега е малку поразлична сликата после 1 до 2 години од спроведувањето на ова? Можам да ви кажам дека малку се подобруваат во одредени сегменти условите, меѓутоа генерален заклучок, еве што туку заврши обуката, е дека ние се уште лутаме. Ако во урбаните средини ситуацијата е тешка, таа е уште покомплицирана во руралните средини, каде што децата не можат да добијат образовен асистент. Има помалку дидактички средства за поддршка на овие деца, нерешени пристапни бариери, руралните средини се понепристапни и понебезбедни. Предизвик за овие дечиња со било која попреченост е оддалеченоста, најчесто на ресурсните центри и центрите за поддршка на учењето, бидејќи во урбаните средини, конкретно во Битола, многу е поедноставна и соработката на училиштето со овие ресурсни центри и центри за поддршка на учењето и подостапни се за дечињата кои што живеат таму, додека пак во руралните средини, колку е пооддалечено селото, толку е поголем проблем и поголем предизвик за родителите. Според мене идеално би било кога ние сите и во руралните општини би имале барем мобилни специјални едукатори, рехабилитатори, логопеди. Токму поради целата оваа слика, дел од стручните лица се залагаат за повторно враќање на училиштата со посебни потреби, кои неколку години не можат да запишуваат нови ученици. Или пак да се видоизмени сегашната програма со комбинирани методи. Во ова неподготвена средина најголем негативен дел се направи кога се забрани пред 2 години уписот, значи направачења во ресурсните центри за поддршка и во центрите за поддршка, значи во градовите, и со тоа значи се затворија вратите на родителите кои што сакаат значи нивните деца да продолжат во посебни услови. Јас не сум против инклузија, ќе напоменам и сега, меѓутоа ние не можеме да правиме инклузија по секоја цена. Имаме навистина тешки деца кои што и самите родители се свесни дека не се за во редовно образование. Би било убаво, значи во иднина да се планира да се врати тој систем на поддршка каде што значи имаме непроценливи ресурси и од едуциран кадар и од материјално-технички услови, значи зборуваме се за центрите за поддршка и ресурсните центри каде што децата значи се свои меѓу своите, односно кај што ќе имат најдобар напредок. Ако правиме муабет за напредок на децата, ако правиме муабет за само физички да бидат присутни во училиште, ние можеме да сега продолжиме инклузијата и да не направиме никакви промени. Меѓутоа се е на штета на децата. На скоро ист став се и стручните лица и раководниот кадар од основното училиште Климент Охридски од Прилеп, кој што се единствен центар за поддршка во овој регион. Велат дека досегашните искуства се различни, има и многу позитивни и многу негативни, и од аспект на прифаќање на овие ученици, како и од аспект на нивното вклопување во образовниот систем и подготвеноста на наставниот кадар. Во моментов законската регулатива не предвидува запишување на овие ученици во посебните училишта и во посебните паралелки. И би кажала дека учениците кои што добиваат поддршка по модифицирана програма, дел од наставата во моментов ја реализираат, поточно дел од работата ја реализираат во центрите за поддршка. Моje мислење е дека треба да се остави простор да и родителите, и стручните тела проценат во зависност од комплексноста на состојбата, дека дел од учениците би требало повторно да следат воспитно-образовен процес во специјализирани установи, затоа што сметам дека во моментов потребно е дополнително обликување на инклузијата. Ако мене ме прашувате лично што мислам дека треба да се вратат посебните училишта под наитно. Како долгогодишен наставник на деца со посебни потреби, сум да има инклузија во училиштата, но не по секоја цена. Родителот да бира што е најдобро за неговото дете, а не да мора. Ние сме училиште кој едно и единствено во овој округ и работи со дефектолози, поранешни, а сега специјализирани едукатори и рехабилитатори, кои мислам дека најсоодветно би пружиле помош на ваквиот тип на образование за овие деца. Лично од примери мои, лично и од пријатели кои имат деца со посебни потреби,
тие се залагаат да се врати старото име или старото образование кој беше со училишта за посебни потреби, бидејќи оценката е дека во овие училишта нивното дете може многу побрзо да напредува и да има успех во овој вид на образование. И од Министерството за образование признаваат дека тотална инклузија не е можна во Македонија и се покажало дека државата се уште не е подготвена за ваков процес. Токму затоа се предвидува повторно можност за запишување на децата со посебни образовни потреби во ресурсните центри и центрите за поддршка. Сите деца кои можат да одат во редовните паралелки продолжуваат да одат во редовните паралелки со или без образовен асистент, како што ќе одлучи Комисијата за функционална проценка. И побарање и инсистирање на голем број здруженија и родители ќе овозможиме упис во 5 ресурсни центри на децата по инсистирање на родителите, но повторно со дозвола и препорака на Комисијата за функционална проценка. Тоа би било измената затоа што до оваа година не беше дозволено такво нешто. Се разбира, дозволуваме со законот децата кои можат одреден број на часови или денови да бидат во редовна настава, да бидат во редовна настава, а доколку има потреба да бидат и во ресурсните центри часови или денови. Зборувам за наставни часови или денови, при тоа општината ќе го плати превозот и на ученикот и на родителот за да ги исполниме очекувањата и на родителите, но и за да постигнеме успех кај овие дечиња кои учат и по ИОП и по модифицирана програма. Но што и да се случува во иднина, како што вели Наташа Јовеска, родител на вакво дете и образовен асистент, треба се да се донесе со голема консултација како со стручните лица, така и со родителите на овие дечиња. Значи овај нов процес и треба пополека да се оди кон нештото, затоа кај тие деца со поголема попреченост, поголеми образовни потреби, значи се вклучува и образовен асистент. Тие деца имаат ниски цели. И со работка со едните и со другите, тука е секогаш стручната служба, секогаш се директорите, имаме отворени раце, значи стручната служба и да се зборува, да се дојде до едно заедничко решение. И затоа мислам дека има позитивната страна на инклузијата е што типичните деца во редовните паралелки од старт започнуваат, од прво, второ деление, започнуваат да седат во клупи со некој што е поразличен од нив. И тие нема да биде како нашто ни беше табу тема. Значи тие од старт растат со некој што е поразличен од нив. Знаат дека на тој што му е потребна помошта треба да ја пружат таа помош и дека треба секогаш да бидат тука за нив и мислам дека на добар пат е. Меѓутоа убаво да се разгледаат работите и да од тие што се стручни за тоа да го направат. Целосна инклузија, комбиниран модел или враќање на училиштата за деца со посебни образовни потреби. Што и да се преземе, треба претходно добро да се осмисли и да се консултираат сите засегнати страни, а не да се прават копи-пейст модели од европските држави, од кои што ние сме далеку со децении. И на крај, се што се прави или ќе се прави, треба да биде во корист на самите деца, а не на нивна штета.